Океј, ќе зборувам на тема страв. Дечки, стравот. Стравот не ни користи како емоција, ама мислиме дека ни користи, тука е проблем. Сакам да објаснам нешто, дека кај нас у суштина проблем во животот се перцепциите. Гледате, грешката и проблемот се перцепции, но перцепциите, перцепциите се сензации, се сетила, не? Перцепција е сетилото за вид, перцепција е сетилото за слух, перцепција е мирисот и така натаму. Стравот е одраз и се јавува како резултат на погрешни перцепции некогаш. Значи, ќе зборам за стравот, многу сум зборал, но ќе зборам денеска од аспект на перцепција. Зошто? Поради тоа што сум зборал од оваа книга Дианетика од Хабар, дека умот снима слики и дека во него имаме записи од минати трауми. И тие минати трауми се снимени во нас. Ајде да ви кажам еден пример наедноставен. Гледате, тој подсвесен или реактивен ум, тој не ги селектира перцепциите најпрецизно, како што ги селектира перцепциите нашиот свесен ум. Кога бев помал, јадев јајца на око со лутеница ми направи мајка ми и имав труење. И повраќав многу. Но, што се случи? Тоа се сними како снимка во мојата реактивен или подсвесен ум, затоа што таму се снимаат сите моменти на болка, на траума, на физички или психички болни искуства. И она што се случи е дека у суштина мојот ум после тоа почна да ми дава погрешни перцепции, поради тоа што нареден пат мајка ми кога ќе ми направеше јајца на око со ајвар, мојот ум мислеше дека повторно, подсвесен ум, не свесниот ум, подсвесниот ум, реактивниот ум, мислеше дека повторно ќе имам труење и ми дава чувство на тоа дека едноставно дека нешто може повторно да ми се деси, дека повторно може нешто да ми се случи. Така да гледате, проблемот со умот се моментите на погрешна перцепција. Ајде да кажеме друг пример. Замислете, имате некоја момче кое што девојката му раскинало и девојката се фатила со нејзиниот најдобар другар. И она што се случува, кај момчето има траума од таа случка. Сега, наредно нешто што се случува, момчето после ја преживел траумата и после година дена се фатил со некоја друга девојка која што е супер, девојка е перфектна. Но она што се случува, девојка му вика, слушај, кидам вечерова со најдобриот другар на кафе. Леле, што морала да му каже. И сега се вклучуваат погрешните перцепции. Гледате, се вклучуваат последните погрешните перцепции. Зошто? Затоа што се неговата перцепција се помешува со перцепцијата од минатото и он не го перцепира директно нештото како што вистински е, туку го видоизменува тоа како перцепција. Ме разбирате, перцепциите се искривуваат во реактивниот ум. Тоест, ние ги поистоветуваме перцепциите со нешто што било од минатото и затоа човекот сегашноста ја гледа не директно преку чисти перцепции, туку ги гледа преку погрешни перцепции кои што се дојдени од минатото. Замислете како да има некој наочари и на наочарите има некоја дамка, што вика еден пријател мој, и вели, ако се гледа низ наочарите со дамката, ти ќе видиш дамката и ќе проектираш таа дамка во човекот кој што е пред тебе. Но ако ги избришеш тие наочари и ја избришеш таа дамка, пред тебе нема да го видиш тоа, нема да го перцепираш на начинот како што било претходно кога наочарите биле прљави. Така да гледате она што се случува во минатото кога некои работи ќе се случат, викаат кога ќе се изгори човек на млеко и на јогурт, дува зошто? Затоа што сега умот погрешно го перцепира јогуртот дека е топол. Само затоа што е бел и затоа што е сличен, он погрешна перцепција прави. Не? Сакам да ви објаснам зошто ова ви го зборувам, затоа што гледате во стравот исто така и предизвикува да имаме погрешна имагинација на некој начин, нели? Имагинацијата на човекот е поврзана со слики, но ако имагинација која што
у суштина го води во заблуда. Во Америка имаат многу убав напис за страв. Страв на англиски се вика fear. И сега ова можеме да го напишеме како false, погрешни events, настани, appearing, кои што изгледаат real, реални. Погрешни настани кои што не изгледаат реални, не? Ако го земеме од овој аспект, ќе сватиме дека тоа се погрешни настани кои што не изгледаат реални. И тоа е тоа кое што стравот го прави. Гледате, стравот ни дава да имаме погрешни настани кои што ни изгледаат реално. Затоа е проблем на перцепција. Стравот е погрешен настан. Но тој погрешен настан може да доаѓа од минати настани, кои што едноставно минати настани ни налагаат да гледаме на некој начин, но фактички она што се случува е вистината пред нас не е таква. Туку нашиот реактивен или подсвесен ум ни налага да гледаме на начин кој што е искривен, и тоа искривување на перцепциите, у суштина, има и термин во генетиката, се нарекува аберација. Зборот аберација значи искривување од разумна мисла, но фактички аберирани се, или аберирани значи пореметени, не се прави, не се директни, него човекот ја гледа жена му, ама мисли дека ја гледа мајката, тоа е аберација, и се кара со жена му, зашто го потсеќа на мајка му и фактички он се кара со мајка му. Гледате, тоа е аберација, тоа се погрешни перцепции. Но тој подсвесен ум е толку груб да ни дава погрешни перцепции. Може некој човек ќе отиде некаде да, не знам, на забар и ја слуша звукот на бушелицата на забарот и после тоа ќе иде на маникир, ќе слушне, не знам, турпијата или нешто кое што дава сличен звук, ќе се штрекне. Зошто? Затоа што има погрешна перцепција. Некој човек ќе слушне некој звук кој што ќе го извади од памет и кога ќе слушне наредниот пат сличниот звук, он знае да реагира, затоа што гледате имате погрешна перцепција. Стравот е погрешна перцепција во многу голем број на случаеви. Станува збор за погрешна перцепција. Е сега, што можеме да направиме за ова? И ќе ви кажам уште една работа. Гледате уште една работа што сакам да ви кажам. Е следново, дека ако ние сакаме да стравот, замислете нешто се случило во минатот и се човекот се става таа наметка на стравот и ние мислиме дека таа наметка на стравот ќе не штити. Таа наметка на стравот не штити. Таа наметка на стравот само ќе не уништи нас, поради тоа што у суштина не штити од нешто што е реално. Гледате, ако човекот има дадена ситуација пред него, која што е опасна, тоа е подобро да е буден отколку да е у страв. Стравот предизвикува повлекување. Стравот предизвикува намалување на просторот. Секогаш кога имаме страв, го намалуваме просторот. И кога ќе го намалиме просторот, зборевме за тоа, имаме негативни мисли. Секој човек кога има мал простор има негативни мисли. Секој човек кога има голем простор има позитивни мисли. Но стравот ни е препрека за да тргнеме напред во животот. Гледате, стравот е кочи фактички да имаме простор. И човекот кој што му подлегнува на стравот, слушайте го ова, човекот кој што му подлегнува на стравот, тој никогаш не може да го зголеми просторот, затоа што стравот инстинктивно те тера да се повлечеш, стравот те тера да се собереш. Затоа кога човекот има страв, он бледе, затоа што крвта од периферијата оди во внатрешноста на телото, зашто се вика стравот е еднакво на гол опстанок. Сега мораме само да имаме гол опстанок. Затоа ако има страв, кога има хистерија, луѓе прво тоалетна хартија снема у самопослуга. Зошто? Затоа што луѓето се спремни за гол опстанок кога има страв. Кога има страв, луѓето не мислат да одидат на концерт, на театар, да идат на филхармонија, да идат у кино. Не, вика дај да се собереме сите по дома, имаме страв, мораме се заштитиме и некојаш имате ситуации кои да што имате реален страв, но многу често имаме стравови кои што у суштина се пореметена перцепција која што се наоѓа во нашиот ум. Имате човек кој што до толку може да има намалена самодоверба, поради тоа што го има стравот. Стравот ја намалува самодовербата. Гледате, самодовербата е широк простор. Стравот ја намалува самодовербата затоа што не го намалува просторот, не? Така да кога човекот ќе се повлече во себе, кога ќе се собере во себе, он не ги восприема работите како што требаат фактички, затоа што оди во себе и во суштина не гледа напред. Гледате,
Фактички има еден убав цитат, сакам да ви го прочитам. Вика: стравот е состојба на неперципирање. Тоа е неволност да се соочиме. Ова е од истов овој автор, кој што има напишано книгата Генетика, Аберт. И она што се случува е, како поради тоа што не сакаме да се соочиме, ние не гледаме како што треба, ние се повлекуваме и не сакајки да гледаме, немајќи волност да видиме како што треба, ние уствари го губиме тој простор и се повлекуваме во нас. Но сакам да ви зборам денеска за нешто кое што не сум го зборел. Ова сум го зборел сега. Ако сте и гледале моите лајвови на тема страф, ова е веќе кажана работа, но имаме 500 луѓе кои што веројатно можеби и не го слушнале. Но една работа да знаете дека стравот ќе го намали просторот, намалениот простор ја губи самодовербата и намалениот простор она што го прави, секогаш намалениот простор прави негативни мисли. Во мал простор секогаш имаме негативни мисли, во голем простор секогаш имаме позитивни мисли. Океј? Тоа е многу важно да се знае. Сега, човекот кога има страв, он во суштина има пореметена перцепција и става слики околу него кои што се од страшни работи кои што може да се десат. Така, он фактички го измислува нештото кое што би можело да се случи и во најголем број случаевите тоа воопшто не се случува, но што се случува сега? Човекот вели само да не се деси тоа. 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 И он, викајќи само да не се деси тоа, затоа што умот не работи со не, умот не можете да му кажете не. Ако ви кажам сега не мислете на вашата мајка, вие ќе помислите на вашата мајка. Не, ако ви викам сега не мислете на работното место, ќе помислите на работното место, зашто умот не го процесира зборот не. Така да се човекот вика само да не се деси тоа и сега тоа што не ќе се деси, он го обкружува, затоа што ги повикува сликите. Ме разбирате? Ние размислуваме во форма на слики. И сега човекот кој ќе рече само да не се деси тоа, тие слики доаѓаат околу него и она што се случува, затоа што он веќе ги повикал тие слики, не сака да ги искуси тие слики и он сега почнува да се брани од тие слики и го држи тој простор со неговата енергија и неговата рака, гледато дека се сликите сега он направил отпор, тоа да не дојде до него и самиот отпор кој што човекот го ствара околу него предизвикува он да ги повлече тие слики со него. Гледате, отпорот, нештото да не се деси, ги влече сликите со нас. Запамтете ова. Отпорот, нештото да не се деси, гледате, ние пружаме отпор, држиме нешто контра, ова се сликите од што мислиме дека ќе се деси, ова е нашиот отпор, и ние го држиме тоа да не се деси, и тоа е постојано околу нас. Зашто стравот е отпор од нешто да не се деси. Страв да не се деси нешто, и ние кога стискаме тој отпор, кога го поставуваме тој отпор, во суштина на што се случува кај нас е секогаш тие слики околу нас. Се што можеме да направиме, како можеме да го решиме стравот? Отпорот, значи што се случува? Отпорот ги повлекува, кај ги идеме ние, отпорот на сликите прави тие слики да се активни. Што можеме да направиме? Замислете како да имате врата некоја. Од другата страна на вратата е стравот. Вие ја буткате вратата, ја држиш вратата затоа што ти мислиш дека стравот ќе влезе. Таму може и да нема страв, ама ти си го искрил стравот дека од другата страна на вратата, но реално може да нема ништо од другата страна и сега ти ги држиш. Не? Како бев помал, си викав, леле, ќе мо ставаат моите дома и цело време бев на штрек. Знаев кај се ножовите по дома. Не знам, имав некој оружје у мене. Зашто? Затоа што мислев дека кој знае што има надвор. Немаше ништо надвор, но ја го креирав тоа како чувство, за да, не Боже, некој не влезе се зборам, кога сум имал 10-11 години. Но, она што се случува е како го држиме отпорот на стравот, стравот е со нас. Гледайте, ќе ви кажам еден многу едноставен трик. Многу една убава работа. Видете, ви у еден момент мора да се разминете со стравот. И тоа мора да го сватите. Затоа што кога ќе отвори човек, замислете од другата страна е стравот кој што ние го мислиме дека е таму, затоа што ние сме го искрирале, тоа е таму. Сега, ако од другата страна на вратата го имаме стравот, а ние сме од оваа страна на вратата и сакаме да тргнеме напред, кога ќе отвориме вратата, верувате ми што ќе се случи? Стравот ќе влезе во просторијата, вие ќе излезете од просторијата и ќе се случи, гледате, ќе се случи близок контакт со стравот.
Сега, болje да се случи близок контакт со стравот и да продолжите понатаму, зашто стравот ќе отиде, ќе влезе натре. Гледате, ако вие ја отворите вратата, ќе се разминете со стравот. Ама ако не отворите вратата, стравот секојаш ќе биде пред вратата. Ме разбирате, нема да имате храброст да отворите вратата. Отворете ја вратата. Не се плашете. Ќе се разминете со стравот. Ама мора да се разминете со стравот. И гледайте, у некои ситуации у вашиот живот толку е многу искриран тој страв, да некогаш ќе се разминете затоа што тој е пред вратата. Верувате ми, некогаш треба да го разминете стравот и да бидете во стравот и да разминувате тунел. Некогаш ќе сте у тунел, затоа што некој страв може да е многу голем. И гледате, ако се разминувате у тунелот можете да бидете заедно, но повторно ќе се разминете, само што имате чувство дека тука е некаде затоа што сте во тунелот. Но најштетно е да не отворите вратата. Затоа што ако не отворите вратата, секогаш ќе биде стравот пред вратата. Секогаш ќе биде стравот пред вратата. А стравот, знаете што прави? Имам денеска цитат. Стравот е како лупа една. И ќе најде најситната точка и он кога ќе стави лупата, бум, точка ви излеа огромна. Стравот е лупа која што ги прави најминорните работи огромни. Зошто? Затоа што е емоција. Затоа што е погрешна перцепција. Затоа што е нешто од минатото што ни се случило. На некого му се случило нешто. Човеков слушнал, некоја тетка умрела од некоја болест. Се она цело време го мисли тоа. Да не умре како теткава или да не умре како некој што слушнал. И се го ставил стравот, бум, и се стравот има диоптер, и се ти кога ќе го видиш тоа, бум, тоа станува големо. Затоа што не го гледаме реално. Не го гледаме реално. И сега ние сме под влијание на стравот. Стравот е страв, се додека не напаѓа нас. Стравот нема да е страв кога вие ќе го нападнете. Слушнете. Стравот е голем, затоа што не го напаѓаме. Само заради тоа е голем стравот. Во моментот кога човекот ќе го нападне стравот, сваќате колку стравот е кукавица. Стравот е кукавица кога ние не сме кукавици. Сандра, нека биде цитат. Стравот е кукавица само кога ние не сме кукавици. Гледате, ама ние ако сме кукавици, стравот не е кукавица. Ако ние се чувствуваме мали, тоа стравот е голем. И сакам да прочитам уште нешто многу убаво објаснето на оваа тема. Вели вака. Од истиот автор е Хабард. Вели, отстранете го стравот и сте го отстраниле чувството на човекот дека тој е мал. Слушнете го колку убав цитат. Отстранете го стравот и сте го отстраниле чувството на човекот дека тој е мал. Единственото нешто што не прави да се чувствуваме мали е стравот. И начинот да бидеме големи е да го вратиме чувството на самодоверба и сигурност. Гледате, ставот го победува стравот. Ставот наш го победува стравот. Кога имате некоја ситуација каде што човекот има низок став за себе, стравот секогаш секако ќе биде голем. Зошто? Затоа што ние сме му го пуштиле просторот на стравот. Ме текнува, кога ќе го намалиме просторот, кога ќе имаме негативни мисли. Зошто? Затоа што стравот доаѓа. Но, кога ќе имаме добар став, замислете ли кој има човек став, ќе се справам со тоа. Знам како. Умеам. Тоа е голем простор. Тоа е став. И тој став ќе го победи стравот. Стравот ќе се зајакне во моментот кога ние ќе му отстапиме место на стравот. Гледате, остапувајќи му место на стравот, во суштина, ние стануваме мали. Но, во еден момент, верувате ми, мора да се разминете со стравот. И вие не се соочувате со стравот, вие се соочувате со вас.
Ќе ви кажам нешто. Овој универзум е многу интересен. Он ќе ги најде сите точки кои што ни се слабост и ќе ни ги презентира тие точки. Ете, ние уствари не се соочуваме со стравот, ние се соочуваме со нашата маленкост у некоја тема. Затоа што гледате, стравот се јавува на некои теми на кои што ние сме мали, на некои теми на кои што ние немаме соочување, на некои теми на кои што ние немаме знаење, на некои теми на кои што ние не сме работеле на себе. Само таму се јавува стравот. Зошто? Затоа што тоа е нашата слаба точка. Ако ние немаме слаби точки, ние не даваме шанса на стравот. Затоа што стравот што е? Стравот ја наоѓа таа мала точка и таму нема страв. Таму има објективно нешто кое што е пред нас како некоја состојба. Но реков дека стравот предизвикува како лупа, малата точка ја зголемува. Гледате, тоа е нешто што е реално. Некој човек има страв од куче зашто му се случило нешто. Он, затоа што има траума на тема куче, има слаба точка на таа тема. Сега, кучето е реално нешто за некој човек кој што нема траума. Гледате, он, зашто нема некој друг човек траумата, он не ја зима лупата, ама човеков кој што има траумата во својот ум, он ќе ја земе лупата и затоа што рековме дека е погрешна перцепција на почетокот и затоа што погрешно перцепираме кога имаме некои трауми од нашето минато, сега ги ставаме на очари со диоптери, сега тој таа мала точка ја зголемува, но во суштина не ја зголемува нешто друго, неко нашата слабост на таа тема го прави зголемувањето на реалното нешто кое што не е нешто страшно. Девојка која што еден дечко и раскинал, втор, трет дечко и раскинал. Ма не она дека ќе земе лупа, него ќе земе 10 лупи и сега наредниот дечко кога ќе дојде она бега од него, она се плаши од него. Зошто? Поради тоа што почнува да зима лупа и го зголемува проблемов кој што дечко може би бил само љубезен и седнале на некое кафе, ама неа тројцата дечков си предходно флертале со многу други девојки и ја превариле со не знам, незина другарки или што и да е, и сега она киде со некој момче кој што е стварно љубезно и културно и се седат у некој кафичи, дечко е само љубезен со ке на барката ке се насмее добар ден, и ова ете ги наочарите. Види го би овој флерта. Абе сите мужи се исти. Сите се исти. Не се исти. Дечко реално е фино момче, ама она земала сега 3 пара наочари, затоа што толку случаи се случило од минатото и сега бум, таа една реченица негова љубезна кон конобарката, она направила драма од тоа. Ама тоа е незината слабост. Ме разбирате? Значи универзумот си е таму, реалниот свет е таму. Ние реалниот свет го правиме нереален поради тоа што имаме слаби точки во нас. И тие слаби точки во нас, кои што човекот ги има, универзумот, ние мислиме, знаете како вика, табе универзумот се ти го носи, ти дава нешто кое што тебе ти е слабост. Те слушаме така кога вика другиво. Абе, кај да идеш универзумот, секогаш ке ти ги најде слабите точки и ке ти ги стисне. Ја би рекол следново е повистина. Универзумот ништо нити ти наоѓа, нити ти стиска. Ти имаш рани на тебе, ти се стискаш универзумот и кога ти ке се стиснеш универзумот, викаш универзумот те повредил тебе. Ама ти си дошол универзумот повреден. Универзумот ништо не ти наоѓа. Најдено ти е кај тебе. Ти си ги знаеш слабите точки, си ги знаеш траумите. Некој од нас не ги знаат тие трауми, затоа што гледате многу од тие трауми се случиле, сме заборавиле на нив. Ама ги носиме со нас. Тие слаби моменти, тие слаби точки ги носиме со нас. И тие слаби точки во нас, кога ќе дојдат во контакт, ајде да кажеме куче, има некој страф од куче, не, има некој човек страф од затворен простор, тоа си е неговата слабост. И он 3 дена мисли како ќе влезе у лифт, затоа што треба да иде некаде на интервју, каде што е на 50 спрат, и сега си вика како ќе се качувам 50 спрата, морам да идам со лифт, и он 3 дена го мисли тоа и сега си вика, ќе види го универзумот што ви прави. Универзумот ништо не ти прави. Ти само треба се качиш на 50 спрат, треба да влезеш у лифт, ама он не може да влезе у лифт затоа што се плаши од затворен простор. Гледате, и сега он го зголемува тоа како ситуација. Некој детенце кое што имало лошо искуство. Кога бил помал, корпа му удрила девојката, корпа удрила уште една, корпа удрила уште една девојка. Се он има слаба точка на таа тема. Гледате, слабата точка на таа тема, сега он кога треба да и приде на некоја девојка има страв. Нема самодоверба, ќе ти каже. Немам самодоверба. Океј, таа немање на самодоверба доаѓа од некој страв. И сега, он затоа што ги има тие трауми во неговото минато,
Ме разбирате, траумите се таму, затоа што девојкава му удрила корпа еднаш, два пати, три пати, и се она што се случува, он кога треба да избори на девојката, кога треба да се обрати на девојката, гледате, она што се случува, он ја носи таа слаба точка со него и мисли дека универзумот нешто му прави. Не е ништо ненормално да некој отиде и да збори со некоја девојка, ама он ќе го направи ненормално затоа што има трауми на таа тема. Со други зборови, гледате, има погрешна перцепција за некој работи. И тоа е стравот. Погрешни настани кои што ни изгледаат реално. Лупа сме понеле со нас и сега од точка ќе направиш, не знам, огромна дамка, која што ти мислиш дека е дамка, ама нема врска со тоа, има врска со нас. Има врска со нешто кое што се случило на нас. Како да го залечиме тоа? Има во таа книгата Генетика, има таа техника и ви ја препорачал затоа што стварно е феноменална, но има и друг начин, само бара храброст, а тоа е да речеш, окей, дај да се разминам со стравот. Затоа што стравот е цело време таму. И се додека ти ја држиш вратата затворена и неа му ја отвориш вратата на стравот, да влезе внатре и ти да се размениш со него, ништо нема да се деси. Ме разбирате, ништо нема да се деси. Мора да го искусиме тој страв во еден момент. Ама човекот се плаши од тоа. Вистината е, кога ќе го искусиме стравот, тој нема да се случи. Кога ќе го искусиме стравот, стравот ќе го снема. Сега, ние не сакаме тоа да го направиме, поради тоа што во дадени ситуации мислиме дека нешто ќе се деси баш во тој момент кога ќе го искусиме сето тоа. Нели? Но вистината е дека нема ништо да се деси. Гледате, поентата е само да имаме храброст е во пуштање на стравот да дојде до нас. Ништо друго. Гледате, луѓето не сакаат да го искусат тоа. И затоа трае тој. Знаете зашто стравот трае? Стравот трае баш поради тоа што човекот не сака да го искуси стравот. Гледате, повторно, еден текст ви читам од Хабард. Вика, тоа кое што го плашите, вие го носите со вас. Вика, поради тоа што се што треба да направите е да бидете тоа. И тоа веќе не е возможно да ве повреди. Дури не е возможно да ти биде лошо. Вика, оно што го плашите, вие го носите со вас. Тоа што го кажав со отпорот. Разбирате, го носите со вас. Поради тоа што се што требавте да направите е да бидете тоа, да го искусиш стравот и ти веќе и повеќе, вика, тоа не е веќе возможно да те повреди или да биде лошо за тебе. Затоа што, гледайте, ако ја го искусам тоа, речем, леле, сега треба да држам мотивацијски говор, сега треба да направам презентација, ама порано, кога некој дете имало 6 оделение, кога станало, му се смееле сите затоа што не знаел историја или што и да не знаел, и можеби учителката лошо изреагирала, и овој имал срам, имал страф, има неубаво чувство и така натаму. Тоа си го носи со себе. И сега треба да држам говор. Треба да држам говор, ама не сака да држи говор. Зашто? Затоа што он 3 дена го мисли, он 3 дена го вика стравот и баш го држи тој отпор. Не сака да го искуси чувството пак. Зошто? Затоа што знае дека треба да држи говор пред луѓе. И се вика, не сакам, леле, протестира, го блокира, протестира, го блокира, протестира, го блокира. И се цело време го пружа отпорот на тоа. Не разбирате? И како тој го пружа отпорот, затоа што не сака да ја почувствува сензацијата повторно, тоа трае. Сега, ја го кажам малку на подруг начин. Кога ќе отворите вратата, стравот ќе дојде, ќе видиш дека нема никаков проблем, ќе се разминеш со стравот, едноставно ќе видиш што е тоа и продолжуваш понатаму. Ама се додека не го искусиме, затоа што гледате, имате страв, ќе имаме секаде. Сакам да држам мотивацијски настан пред 3000 луѓе, веројатно ќе имам страв. Не сум држал про толку луѓе мотивацијски настан, ама тоа е добар страв. Сакам да го искусам тоа чувство. Ја сакам да го искусам тоа чувство. И ако сакате да го искусите тоа чувство, нема да дојде. Оно доаѓа само вие
кога не сакате да дојде. Зашто? Затоа што овој универзум функционира на обратни текови. Гледате, ова е дуален универзум, функционира на обратни текови. Вие нешто не сакате и бум, тоа нешто ќе дојде. Нели? Затоа што го блокираш тоа. Затоа што не сакаш да го искусиш тоа. Затоа го влечеш со себе, затоа што не сакаш да го искусиш. И ти го влечеш со себе. Гледайте, ќе ви кажам пример најреален од секојдневието. Имате некој човек кој што се плаши од мачки поради некоја причина. Така? И сега вие сте на некоја прослава каде што гледате дека има мачки, тој човек се плаши од мачки и ти знаеш дека тој се плаши од мачки и ќе му речеш: "Еј, абе, како помина со мачка, видов дека имаше една мачка таму?" И он дојде и вика: "Една мачка, имаше 4 мачки." Ама ти не си ги видел 4 мачки. Зашто? Затоа што не било тоа важно за тебе. Ама он затоа што иде со лупава, он и да има 3 мачки, 4 ќе види. Зашто? Затоа што вика 4 мачки имаше. Но ти викаш: "Како бе 4 мачки, ја една видов?" Зашто? Не ти е вниманието на тоа. Ама ти кога ќе земеш со лупа пред тебе, ти некое маченце мало ќе речеш: "Вау, ова е тигар", затоа и се плашиш од него. Погрешни перцепции. Погрешни перцепции на умот. Многу објаснато во книгата Дианетика, има техника како да се ослободите од тоа, книгата од Рон Хабард. Значи, дечки, поентата на ова ми е само: мора да го искусите стравот, и кога ќе го искусите стравот, кога ќе се разминете со стравот, стравот го снемува. И се обидувам постојано да им кажам тоа на луѓето. Имам голем успех со многу луѓе. Знаете, имаат луѓе панични напади, имаат анксиозни напади, имаат различни стравови. Знаете, моите консултации што ги правам со нив, се баш ги едуцирам на тема како да се експерт за страв, како стравот да бега од нив. Не они да му се плашат на стравот, стравот да ви се плаши на вас. Ами стравот ќе ви се плаши ако вие не му се плашите на стравот. И се луѓето затоа што му се плашат на стравот, стравот станува кој што ви се силеџија ви стане стравот у вашиот живот. Ама ако му застанете на стравот, и ако му контрирате на стравот, видите дека стравот е кукавица. Зашто? Затоа што баш силеџиите се кукавици у суштина. Не знам да сте виделе, само никој не му се спротивставува и затоа едноставно човекот има. Сте виделе некоја ситуација ке идете со некое дете, баш сум имал таква ситуација кога бев помал. Имаше баш некој деца кој што се закачал со мене и еднаш застанав на тоа дете кој што ме малтретираше. И сватив колку сум појак од него. И она што ми беше преубаво е дека, се не викам дека треба се тепаме, него треба во дадени моменти не можеме да бегаме од све. Треба човекот да застане да рече: "Чекај, не можеш да бегам, зашто ти ако бегаш, стравот трча по тебе. Ама ти ако не бегаш, ако се спротивставиш на стравот, стравот ќе избега од тебе." И тоа се деси со едно момче, со кое што цело време ме закачаше. Застанав, избега детево. И тоа беше крај на ситуацијата и проблемот кој што ги има со него. Така. Сега, имате опција. Гледате, едноставно, ако му дадеш простор на тоа, ако подлегнеш на стравот, готов си. Готов си. Ке се зголеми. Зошто? Затоа што дел од тоа е фактички разочараност у себе. Дел од справувањето со стравот е кога ќе му подлегнеме на стравот, ние сме разочарани у себе и кога сме разочарани у себе се намалуваме. Ама кога ќе му се спротивставиш на стравот, ти си горд на себе, ја зголемуваш само довербата и гледате, тоа се зголемува уште повеќе и стравот се намалува, само затоа што ти си ја излекувал твојата рана. И у суштина, секој наредно соочување со стравот е можност да се излекуваш раната. Знаете, кога ќе ги излекуваме тие рани, кои што животот ни ги нанел, преку соочување се чувствуваме многу убаво. И у суштина се отварат вратите. Се отварат вратите. И некогаш огромен дел од животот не го живееме како што сакаме, баш поради тоа што не се соочуваме со стравот. Моментот кога ќе се соочиме со стравот, се отвара животен сегмент и животен простор за кој што не сме ни сонувале. Тој секојаш таму. Ама ние не сме го искусиле тој голем животен простор, затоа што сме се плашиле да се разминеме со стравот. Сме се плашиле да се разминеме со стравот. И ќе ви кажам уште една работа.
За сите луѓе кои што се плашат од ова или она. Сакам да го запамтите ова. И ова ќе биде нареден цитат. Сандра, и ова е цитат. Животот не е за да спречиме да умреме. Животот е за да живееме. Ако го намените животот за да спречите да не умрете, тогаш цело време има страв. Ама ако го искористиме животот за да живееме, тогаш има задоволство. Видите, порано имавме само прва и втора програма. Нели? Имавме само прва и втора програма. И јас сакав да гледам прва програма. Втора програма не гледав. Не ми беше интересно, не знам што имаше на втора програма. Прва беше поише, не знам дали, па може би ја не памтам добро, ама така сум запамтил. Но гледайте, ако човекот нема ништо на прва програма, он ќе гледа втора програма. Зошто? Затоа што не искреирал ништо. Не ставил визија за иднината, не ставил илузија, не ставил имагинација за иднината. И сега гледа втора програма. Таму може да има хорор филм. И сум фасциниран од хорор филмов. Леле, еве, сега ја гледам втора програма. Океј, да, втора програма гледам, има хорор филм таму, ама зошто? Затоа што ти како твој програмски уредник не си ставил ништо каде што има романтична комедија, каде што има авантура. Ама ако ја наполниш твојата програма, првата програма, со романтична комедија и со авантура, и со трилер, со што и да е, нема да мораш да гледаш хорор. Ами некој сака да гледа хорор. Пример, сестра ми обожава хорори. Ама како и да е, гледайте, јас сум повеќе за авантура. National Treasure, таков тип на филм. Зашто? Затоа што за мене, гледате, пак ќе кажам, некој наоѓа убави во хорор филмот, само според бе ова метафора. И како и да е, првата програма, ако не активираме, ако не ја направиме нашата, ние сме програмскиот уредник на програмата, ме разбирате? Ако немаш нешто убаво да гледаш пред тебе, стравот ќе дојде. Ако имаш нешто убаво да гледаш пред тебе, мора да имаш храброст за да го оствариш тоа убаво. У суштина, ако немаме храброст да оствариме нешто убаво, ние ќе се споиме со стравот. Затоа што мислам дека е храброст да имаме убав живот. Мислам дека е храброст да бидеме слободни, мислам дека е храброст да бидеме среќни. Немајте таа храброст да бидеме слободни, среќни, насмеани и да живееме убаво, како замена за тоа, доаѓа стравот. Така да, може би луѓето кои што имаат страв, едноставно заборавиле дека треба да бидеме храбри, да одиме во авантурата наречена живот, да ги исполниме нашите цели, да имаме храброст да сонуваме, да бидеме волни, да бидеме ранливи за да сонуваме, затоа што ранлив е човекот кој што има цел, затоа што може би нема да се исполни таа цел. Но ако немаме цели, па дефинитивно не можеме да живееме убаво. Ако немаме цели, стравот ќе дојде. Верувајте ми, стравот ќе ве најде. Ако немате цели. И ако трнеме да го живееме животот со брз ритам, во насока на нашите цели, стравот само ќе остане у позадина. Верувајте ми. Но во еден момент, ако го имате стравот пред вашата врата, отворете му вратата, а разминете се со него и тој веќе нема да ве види. Но ако му оставите вратата отворена и не тргнете напред, знаете што ќе се деси? Стравот ќе си дојде на гости, ти ќе бидеш тука, уште ќе му се плашиш, па после тоа ќе почнеш да го служиш со кафе, со руска салата, со кифлици, со француска салата, со, не знам, печење, и оно што ќе се случи, стравот до толку многу ќе биде нагостен кај тебе дома, да нема сака да се излезе од кај тебе дома. Не му дајте кифлици, не му ставите круасани, не го служите кафе. Стравот оставете го на син. Знаете, на син, на вибер, остави го на син. Ако стравот ве манијачи, остави го на син, оди да си бркаш работа во правец кој што ти го сакаш. Но поентата на денешниот лајф е во еден момент мора да се размениш со стравот. Мора да направиш размена на простор, да го искусиш тој момент. Но кога ќе отвориш вратата, поентата е да излезеш, а не да следиш у местото каде што стравот ти бил пред врата. Океј, ви благодарам што бевте со мене, си гледаме повторно во среда. Ве обожавам, не му се плашете на стравот. Ставот го победува стравот. Поздрав, имајте убава вечер, си гледаме повторно за 2 дена. Чао!